Струмичани масовно се потпишуваа на иницијативата за законски измени со кои треба да им се олесни животот на лицата со посебни потреби. Само во првиот час беа собрани околу 200 потписи, а петицијата продолжи се до 17 часот на отворениот пункт кој беше поставен пред Струмичката библиотека. Акцијата за собирање на потписи на ниво на државата тече изненадувачки добро, бидејќи веќе се собрани потребните 10.000 потписи, а според родителите борбата продолжува понатаму. Во речиси секој град во Македонија се собираат потписи за поддршка на барањата на лица со посебни потреби, како дел од граѓанската иницијатива насловена како 5 до 12. Денес Струмичани уште на самиот старт се покажа како и секој пат дадоа поддршка. За еден час имаме некаде околу 200 потписи собрано и еве може да забележите вашите камери дека нон-стоп се застануваат луѓе и се потпишуваат. Ние дават поддршката за промена на законските акти на барањата на родителите и на лицата со посебни потреби, значи за тоа што законски не следува и за измена на некои закони кои што ќе го подобрат животот на лицата со посебни потреби во нашата држава. Целта ни е да собереме колку што може поголема поддршка од граѓаните, за да видат сите законодавни установи дека навистина ја имаме поддршката од сите граѓани, дека тие закони треба да ги донесат и да ги исправат, за да можеме да ги уживаме сите заедно правата на нашите деца, да бидат сите еднакви. Со иницијативата се бара измена на повеќе закони и подзаконски акти, а меѓу главните барања е да се избрише старосната граница од 26 години, по која во повеќе закони им се ограничува државната помош на лицата со посебни потреби. Така до 26 годишна возраст, лице со посебни потреби има право на бесплатни прегледи и лекување, како и право на посебен додаток. По навршување на оваа возраст, лековите не се бесплатни, а го губат правото на посебен додаток. Со иницијативата се бара да се изедначат поправата биолошките родители со родителите од згрижувачките семејства, бидејќи со сегашните законски одредби паричен надомест од државата добиваат само згрижувачките семејства, а не и биолошките родители. Инаку од 20 до 23 овој месец пред собранието кампуваа родителите и децата со попреченост кои беа посетени од пратениците. Следниот протест по чатори пред собрание е најавен за 20 мај, доколку надлежните продолжат, како што велат иницијаторите, да се прават глуви на нивните барања.